Ви благодарам на присуството, а ова пресконференција е свикана по повод скандалозното враќање на интерпелацијата на председателот Џафери, имено на еден, ја морам да кажам, кукавички начин. Тој избегна соочување со пратениците и вчера добивме допис дека интерпелацијата ни е вратена. Значи јас тука ја носам интерпелацијата, го носам и деловникот, ќе ви кажам дека деловнички интерпелацијата се регулира од член 45 до член 51 и имате само 3 услови за една интерпелација да биде валидна, и тоа е да бидат подпишани најмалку 5 пратеници. Ние тука имаме 38 пратеници подпишани. Понатаму е да биде против носител на јавна функција, тоа е председателот Џафери, и председателот на собранието да ја добие во писмена форма подпишана од сите пратеници. Сето тоа е исполнето. Председателот Џафери го наведува член 136 од деловникот, кој е еден општи член кој што ја регулира материјата ако е прекршен деловникот. Значи ако е прекршен деловникот, не прецизира како е прекршен, туку ако е прекршен 15 дена за доработка и така натаму. И понатаму имаме еден, како да кажам, паушален дел кај што председателот Џафери вика дека не може ова интерпелација да се прифати затоа што не била во согласност со позитивното право на Република Македонија. Не знам на што алудира тука председателот Џафери, најверојатно на тоа што се бара кривична одговорност во интерпелацијата, ама председателот Џафери не може да се поставува на местото на јавен обвинител па да суди, ниту пак да се постави на местото на Уставниот суд па да утврдува кои членови, кои делови од интерпелацијата не биле во согласност со Уставот и законите. Значи целта е јасна, да се избегне соочување со аргументите на пратениците, да се одложи интерпелацијата за септември и на тој начин да изгуби на политичка важност. Значи ова што председателот Џафери го прави, значи ние имаме секојдневно кршење на Уставот и законите, правата на одредени пратеници, посебно на пратениците на левица, се ускратени. Тоа е кривично дело, казниво по значи член 353 од кривичниот законник, значи злоупотреба на службена положба и овластување, и за тоа председател Џафери ќе добие кривична пријава. Неговото поведение е еден вид демонстрација на недопирливоста на ДУИ, која што трае веќе 20 години, каде што политичкиот ентитет ДУИ, за него не важат ни Уставот, ни законите, значи нивните членови, нивните функционери може да прават што сакат. За на крај повторно од нив да зависи влада и тие политички да се договорат. Но председателот Џафери мора да знае дека времето полека се менува и мора да внимава со овие опасни преседани да не заврши како неговиот претходник Трајко Велјановски.